На 13 јуни 2018 година, неколку часа по породувањето, почина 28 годишната Маја Паневска. Вештачењето на судска медицина констатира лекарска грешка. Поточно, докторката гинеколог не го зашила правилно процепот на грлото на матката, што довело до крварење и хеморагичен шок, што е и причина за смртта. Првостепениот суд донесува одлука со која на докторката и се определува казна затвор од 10 месеци, но апелација го враќа предметот на повторно одлучување. Првостепениот суд повторно ја потврдува својата одлука, пошто предметот повторно е заглавен во апелациониот суд во Штип веќе 1 година. Семејството на Маја стравува дека предметот ќе застари, бидејќи рокот на застарување е 2028 година. Виктор Карамарков извршил 4 убиства, а има 3 дополнителни пријави за убиство во обид. Периодот на неговите убиства се одвивал меѓу март и октомври 2009 година на територијата на Скопје. Причината за убиствата било користолюбие, земање на вредните предмети кои потоа ги препродавал за да купи дрога. Карамарков бил и наркозависник. Ги селектирал жртвите според своја процена, оние што можеле да дадат најмал отпор. Тој бил интелигентен, иако потекнувал од нефункционално семејство. Инспирацијата за убиствата ја добил од книгата Злосторство и казна на Фјодор Достоевски. Пред да биде уапсен, се обидел да се самоубие со поголемо количество таблети. Осуден е на казна до животен затвор. Поранешното специјално јавно обвинителство во случајот Моќник ги товареше актуелниот пратеник Антонио Милошовски, неговиот татко и поранешниот градоначалник на Македонски Брод, Милосим Војнески, за злоупотреба на службената положба и измама. Тројцата според обвинението ги навеле советниците на Македонски Брод да изгласаат одлука за оттуѓување на недвижен имот, за кој советниците сметале дека е поранешниот задружен дом, а всушност одобриле оттуѓување на зграда со корисна површина од 157 метри квадратни, со дворно место од 3920 метри квадратни, во село Ижишта, општина Македонски Брод, која ја користела општина Пласница. Со измените на кривичниот законник на пратеникот од ВМРО ДПМН му застари едното дело за случајот Моќник, за злоупотреба на службената положба, но продолжи да му се суди за измама, пошто беше ослободен од гонење и за тоа дело, откако обвинителството во фаза на завршни зборови направи преквалификација на делата, со што настапи апсолутна застареност. Никој не одговараше за предметот Моќник. На 29 јули 2020 година, одејќи на работа со електричен тротинет, во сообраќајка загина Оливер Петровски. Оливер, кој во тој момент на пешачки премин го туркал тротинетот, беше прегазен од 21 годишен возач, кој претекнувал и возел со брзина поголема од дозволената. Првостепениот суд донесе одлука за казна затвор од 18 месеци за возачот кој го усмрти Оливер. Апелација ја потврди првостепената одлука и наведе дека и починатиот и обвинетиот сториле прекршоци и дека се ценет и сите отежнителни и олеснителни околности. Боли што кражба на кебапи е поцената од смртта на брат ми, нагласи братот на Оливер по донесувањето на одлуката.